Најмалку уште една седмица ќе важат истите правила за влез во Грција. Документ поврзан со COVID-19, пополнет ПЛФ формулар и задолжително тестирање при пристигнување во земјата за оние кои од Македонија патуваат во Грција со негативен тест. Тоа се актуелните мерки за влез кај јужниот сосед што се продолжени за уште 7 дена со одлука на грчката влада. Новата министерска одлука предуслови за влез во земјата за да се ограничи ширењето на COVID-19 е веќе објавена во службен весник на Грција, а стапи на сила во 6 часот утрово и важи за уште 7 дена. Продолжени се и воведните промени минатата седмица што се однесуваат на патниците кои имаат сертификат за вакцинација со поминати 14 дена од имунизацијата или потврда за прележан COVID-19, односно патуваат со негативен ПЦР или рапид тест, а во Грција влегуваат од одредени земји, меѓу кои и Македонија, која беше додадена на листата. Овие патници задолжително ќе бидат тестирани при пристигнувањето, а негативниот резултат е предуслов за влез во земјата. Сите посетители, независно од државјанството и начинот на влез во земјата, исто како и во минатите речиси 4 месеци, имаат 4 опции во однос на документите што треба да ги приложат и се поврзани со COVID-19. Првата опција е целосно да ја имаат завршено вакцинацијата 14 дена пред патувањето и да достават сертификат за вакцинација на грчки, англиски, француски, германски, италијански, шпански или руски јазик. Втората можност е со негативен тест или ПЦР направен во последните 72 часа пред патувањето или антигенски тест направен 48 часа претходно. И за двете опции тестирањето треба да биде во одобрена од државата на потекло, приватна или државна лабораторија. Третата опција се однесува на оние кои прележале COVID-19 во изминатите 6 месеци и може да достават потврда за прележана болест по лабораториско тестирање со ПЦР или антигенски брз тест, а сертификатот се издава 30 дена по првиот позитивен тест и неговата важност е до 180 дена. Документот треба да биде од јавна установа или од лаборатории одобрени од државата на потекло, да ги содржи податоците од пасошот и повторно може да биде на неколку јазици, односно на грчки, англиски, француски, германски, италијански, шпански или руски. Европскиот дигитален ковид сертификат е четвртата алтернатива можност за влез во Грција. Конкретните обврски за патување важат за лица со наполнети 12 години.